Драги македонци и наши пријатели, следува втората снимка од македонците кои што живеат во Алберта, Канада. Нашиот продуцент Васил Јанков неодамна престојуваше во оваа убава канадска провинција. Следете ги овие прекрасни разговори со македонците кои што живеат во Алберта, Канада, само на емисијата Час на македонски корени. Ни е голема чест да разговараме со Мери Јанчески, македонка овде во Калгари, Алберта. На самиот почеток, Мери, сакам да ти благодарам од се срце, затоа што ти многу ни помагаше за врските со македонците во Калгари и за организирањето на овие снимки овде во Калгари. Голема благодарност од се срце. Нема грешка, ништо нема. Пак да почнеме со тебе. Малку за твојата историја. Ти си родена во Канада, значи македонка си, но родена во Канада. Меѓутоа, твоите корени се од каде? Од кој место мајка ти и татко ти? Мајка ми страна се од Прилеп и Кавадарци, од татка ми страна од Егејска Македонија и Прилеп. Кој место од Егејска Македонија? Од Воден. Значи од градот Воден. И кога е последниот пат што си била во Македонија? 2017. А пред тоа? Скоро секоја година одиме. Меѓутоа, најважната година беше кога се запозна со својот сопруг. Кога беше тоа? Тоа беше 2006. И кажете ни нешто повеќе за тоа во дискотека. Како се запознаевте со својот сопруг Александар? Тоа беше првиот ноќ кога стасевме во Прилеп, јас и сестра ми, излезевме во дискотека и го видев мажот ми, му сликав и тој ми испрати пијалки и дојде и се запознаевме. Тоа беше сето пишено, и мајка ми го видеше на филџан на кафе пред да заминав од Калгари. Многу убаво, многу интересно. И како што знам, татко ти и мајка ти се доста активни во минатото и денес организатори на македонската заедница во Канада. Кажи нешто повеќе за татко ти и мајка ти и нивната улога во македонската заедница во Канада. Тие се инволвирани долги години, не? Да, татко ми дојде на 70-та. Тој живееше тука 10 години и тој запознал со мајка ми во Прилеп и таа пресела тука во 80-та. И на тие години многу ги помага новите македонци кога пресела во Канада. И кога бев мала дете, секогаш имавме забави за Нова година, се собравме. И кога порасневме, секој година ни однесе во Македонија да видиме роднини. И многу убаво е. Многу интересно. Нели имаше и тука многу собири на македонците, како например за Илинден, за денот Свети Илија или Илинден, македонски национален празник? Кога бевме деца, собравме сите и појдевме на кампинг
и че собираме може 30 души, 10-15 фамилии, че печеме прасе и ягне и цело викенд, че веселиме, много убаво. Много убаво. А за 2 август за Илинден дали сте имале собири исто? На пикници или такви работи? Овие неколку години не е толку Ама прето? народ, ама прето. Ова година со коронавирус само многу малце луѓи собра. Да. Ама инако имаме народ, не како во Торонто, ама пак имаме неколку фамилии што живееме. Заради тоа што спомна коронавирусот, како беше тука со својата фамилија, како се справивте со коронавирусот овде во Калгари? Што беше тешко, ние планиравме да одиме во Македонија минатата лето, ама не можевме, откажевме. И свекрва ми требаше да иди со нас дома. Кога отворил границите, таа дојде во октомври да ни помага од и децата што не можеше на училиште минатата година. А инако за работа сето беше исто. Јас работам во банка, менеджерка сум, работив цело време и мажот ми и тој работеше, не седевме дома. Тоа беше нормално, ама најтешко беше децата за училиште. Македонската заедница во Калгари. Сме разговарале со многу мина од македонците овде во Калгари за македонската заедница. Дали е возможно и дали мислиш дека е добра идеја да има македонско друштво во Калгари за понатаму да се развива таа идеја на македонска црква или на македонски центар? Дали мислиш дека е добра идеја? Јас мислам многу е добра идеја и тоа е нешто што нашата фамилија многу ќе сакаме. Ние славиме сите нашите празници, ние славиме Митровден за нашата слава и секој бадник, Божик, Великден. Тоа е многу важно за нашата фамилија да даваме нашите традиции на нашите деца. Јас сум тука и нашата телевизија е тука затоа што сега се гледа во Алберта нашата програма, сме тука да помагаме. Значи, ако ќе имате некој состанок за почеток на такво друштво, сме тука да ви помогнеме, се надевам дека ќе го сторите тоа. Да, и јас мислам има и други фамилии што ќе сака исто. Ајде да почнеме со ова интервју како иницијатива за македонско друштво во Калгари, Алберта. Дали е возможно тие да се обратат до тебе во иднина, или преку имейл или на некој начин? Или на нашата програма ние ќе го објавиме тоа во иднина? Па може од ова програма ќе зафати поиќе фамилии. Знаеш, кога растив дете, јас имам брат и сестра и ние растевме со тоа идеја дека ние треба, тоа е како нашата од душа, дека ние сме македонци. Тоа како нашата Судбина. Да, за да покажеме на светот дека ние сме македонци, ние имаме многу долга историја и тоа е како нашата работа да покажеме на цел свет. Треба да го правиме тоа повеќе, нели? Да. Не само во Алберта, во Онтарио, секаде ни светот каде што живее македонецот. Во врска со македонската култура, дали ја сакате нашата македонска музика? Да, секој ноќ слушаме. Какви пејачи или пејачки ги сакаш? Кој? Јас сакам секакви. Секакви. Од старите песни до новите, ама секој ноќ ние имаме како традиција пиеме на ракија со салата пред да јадеме, пуштаме музика. Секој пат? Не, 3-4 пати во недела. Многу добра идеја, одлична идеја, македонска идеја. Значи ракија и после салата и јадење. Одлично. А дали си горда македонка? Дали си горда на своите корени? Мажот ми секогаш ќе вика појче сум македонка од него и тој е роден во Македонија. Па се гордеем што си горда македонка. Многу се гордеем со тоа. Дали имаш некоја порака, поздрав за македонците, не само во Алберта, во Бритиш Колумбија, каде што се гледа програмата Час на македонски корени, но и во Онтарио, каде што нашата програма се емитува 3 пати неделно, и цела Канада. Дали имаш една порака, еден меседж за македонците? Јас мислам за Македонија да оди напред, треба сите да бидеме заедно. Многу добро. И само Македонија, нели? Да, Името на Македонија. државата. Македонија. Само Македонија. Да.
Твоите деца се прекрасни. Дали имаш нешто да кажуваш во врска со воспитувањето? Кога беа млади, сигурно ти заедно со својот сопруг им кажавте зошто е важно да бидете македонци, да знаете за вашата македонска историја и потекло, не? Нашите деца знае оти така живееме како македонци, со музика, храна, религија, традиции. Тоа е нашата живот. Почитувани македонци, зборуваме сега со Александар Јанчески, македонец во Калгари, Алберта. Добар ден! Добар ден. Александар, ние голема чест да разговараме со вас денеска, како што сме разговарале со својата сопруга и со многу други македонци овде во Калгари. Кажете ни нешто повеќе за доаѓањето во Канада од Македонија. Кога беше тоа и нешто за историјата во Македонија исто? Па се преселив тука во 2009 во мај. Тоа беше одлука од кога се сретнавме со сопругата, затоа што се одлучивме да живееме тука за подобри услови, подобар живот. Во тој момент јас бев надвор од државата од Македонија, затоа што играв фудбал. Меѓутоа, економската криза во Европа не натера да се преселиме тука и да почнеме нов соживот, живот, да створиме фамилија. И се одлучивме тука и еве веќе тука сме 12 години. И како е животот овде во Калгари? Животот во Калгари е подруг за разлика од Македонија, сепак има подобри услови. Животот е малку потежок за мене, затоа што мојата фамилија е се уште назад во Македонија. Тука е само мојата сопруга и децата. Меѓутоа, тоа е. Сепак имаме добар живот, има многу услови. Се уште не можам да се навикнам на ладното време. Меѓутоа, сето тоа се заборава кога имаш прекрасна фамилија околу себе. Меѓутоа сме денеска во летото, овде во Калгари, и многу убав ден е. Точно така. Значи, тука има многу убави денови, времето е одлично, али сепак разликата е голема. Што ти недостасува освен фамилијата во Македонија? Па, роднините и пријателите. Животот, навикнат на подруг живот. Сепак фамилијата и пријателите се најголемата загуба, да би рекол, што сум тука. Инако, од каде си од Македонија? Јас сум од Прилеп, роден сум 980 година и живеев до 30-та година од мојот живот. И работиш во компанија за пијалоци. Кажете ни нешто повеќе за работата. Работата е работа. Сепак има добри услови. Со вирусов во претходната година ние не бевме толку затекнати, така да нонстоп бевме на работа. Никогаш не бевме во случај да треба да се изолираме. Не го почувствувавме во нашата фамилија тоа. Така да можам да кажам за нас беше нормално. Иако знам дека многу роднини пријатели има многу голем ефект од вирусот. И компанијата е одлична, работата е одлична, платата е добра, така да можам се да речем дека е во најдобар ред. Нешто од вашата историја што знам јас и тоа дека си бил професионален играч на фудбал. Каде? Па првите чекори ги започнав во Прилеп, во Прилепска победа. Потоа играв во Скопје, во главниот град на Македонија, во Македонија Ѓорче Петров. Играв во Охрид, во Гевгелија и подоцна се преселив во Лерин и Солун, не играше за тимови таму. Во Лерин и Солун. Таму живеев околу 7 години и буквално од тој дел се преселив тука во Канада. Дали имаше прилика да се запознаеш со некои македонци во Лерин, например? Да, има многу македонци кои што зборуваат чисто македонски. Многу убаво. Се прикажуваат дека се македонци. И днината на македонската заедница во Калгари? Тука бројката можеби на македонци е многу мала, али се надеваме дека во иднина ќе створиме нешто
ќе оформиме македонска заедница, така да за да нашите деца, нашата нова генерација на македонци да почитуваат она што ние пробуваме сега да го направиме, за да докажеме дека Македонија постои, дека постоела и дека ќе постои уште многу години. Па, благодарен сум и на твојата сопруга што ни помогне во организирањето на денешниот настан, што е разговори со македонци во Алберта, но она се сложува да биде дел од иницијативата да има македонско здружение овде во Алберта. Дали мислиш дека е добра идеја? Одлична идеја. Така се почитува културата, религијата. Нашите деца ќе научат од сите тие македонскиот јазик. Тоа е најбитното. Е многу тешко за нив, затоа што тука се родени, тука се растени и би сакале да го научат македонскиот јазик и да се кажуваат дека се македонци. Па како што кажав на Мариче, нашата програма е тука за вас, кога ќе имате некој првиот состанок, например, ќе бидеме горди да го емитуваме првиот настан ваш. Да се надеваме дека тоа ќе биде во блиска иднина. Се надевам. И ние исто така. Малку е потешко, затоа што нема многу македонци, али се надеваме во блиска иднина дека ќе можеме да бидеме во можност да направиме тоа. Како е искуството да работиш во компанија таква голема светска? Искуството е позитивно. Многу позитивно изненаден како човековите права се почитуваат тука. Секоја работна организација почитува. За разлика, никош не сум во можност да работам во македонска компанија, затоа што бев професионален фудбалер. Меѓутоа, тука има толку можности и си заштитено од сите права, особено за големи компанија кои работиш. Децата твои се спортисти на свој начин. Омилениот фудбалер на своите деца што е? Кој е? Омилениот фудбалер сум прво јас, потоа Меси. После татко. После татко е Меси. А Македонија? Од Македонија Горан Пандев го знае. И дали сте го гледавте европското првенство во фудбал? Да, го гледавме и навивавме секој надпревар. Штета што не победи еден надпревар, али тоа е голем успех за Македонија. Да ти кажам искрено, моето мислење дека на некој начин судиите не беа фер спрема Македонија во неколку случаеви. Точно така, али сепак треба ние да се гордееме што сепак успеавме на големо надпреварување. Европско првенство е голема работа за Македонија. Со тоа докажавме дека го имаме талентот, го имаме сите предиспозиции за да понатаму повторно успееме да бидеме или на светско или на европско првенство. Многу сакам да ти благодарам за учеството денеска. Заедно со својата сопруга сте одличен македонски пар и се надевам дека пак ќе разговараме во иднина. Дали имате една порака на крајот денешниот интервју за македонците во Алберта, во Онтарио, Бритиш Колумбија и цела Канада? Па јас би рекол да останеме сите заедно, сложеност, што повеќе да имаме собири, било тоа е 2 август, Великден. Само така можеме да одиме понапред и да задржиме нашата Македонија со македонско име, Македонија. Само Македонија? Само Македонија. Никогаш северно? Никогаш северно. Точно. Благодарам многу. Благодарам и на вас. Сега сакам да те прашам од самиот почеток, колку години имаш? Јас имам 11 години. И што сакаш да бидиш кога си повозрасна, кога си постара? Јас сакам да бидам учителка. Учителка? Да. На што? Да, за децина. За дечиња? Да. И сега знам дека се занимаваш и со спортот. Со кој спорт игра? Кој спорт играш? Фудбал играм. Фудбал? Женски фудбал? Да. Значи, како дојде до тоа да се интересираш за женски фудбал? How did you start getting interested in women's football, soccer? Мојата татко кога тој игра, јас сакам да играм како тој. И женски фудбал е убаво за мене. И татко ти беше професионалец во Европа? Да. И заради тоа се интересираше ти? Да. Може еден ден ќе ја представуваш или Канада или Македонија може?
Да, во фудбал? Сакаш? да. Дали знаеш дека има една членка на софтбол тимот на Канада, сега што доби медал со македонско потекло? Дали знаеш? Не. Не знаеш? Не. Меѓутоа можеш и ти во иднина да бидеш членка на некој тим за фудбал женски. За Македонија или ова има Канада женска фудбал. Играше, не знам ако игра сега, ама за тоа можам да играм. Сакам на тоа или во Македонија. Многу добро зборуваш македонски. Да ти честитам. Дали го научи тоа од родителите, од таткото и мајката? Да, И дали си горда македонка? Are you proud to be Macedonian? да, И дали го кажуваш тоа на своите пријатели дека си горда македонка? You're proud of your heritage, Macedonian? да. Да? И сега од македонското јадење, што ти е најомиленото македонско јадење? Полнати пиперки. Полнети пиперки, но мајка ти ми каже дека ти знаеш да готвиш. Кажи нешто за тоа, кој јадење македонски можеш да готвиш? Полнети пиперки, Да. што друго? Мусака. Мусака, што друго? И Зелник, пита, зелник, кифли. кифли. Да. Многу убаво. Do you have a message for the young Macedonians watching today that they should be proud of their heritage? Да ги сакаш ако ти си од Македонија и да видиш кој си ти. Многу добро. Многу ти благодариме. Thank Да. you. You're welcome. Како сте? Добри сте? Да. Да? Да. Како се викаш? Максим. Како се викаш? И твоето презиме е Јанчески, не? Татко ти и мајка ти се многу горди на вас затоа што многу сте добри деца. Дали ја гледавте Македонија на Европското првенство во фудбал на телевизија? Да. И дали ги гледавте головите на Горан Пандев? Да. И дали тој ти се допаѓа како играч? Беше добар? Добар. И кој ви е најдобар играч? Мене. Тебе? Ама татко ти, не? Да. Татко го сакаш татко ти како фудбалски играч, професионалец, да? Сега што сакаш да бидеш кога си постар? Која професија? Фудбал. Фудбалер, не? Како татко ти. Да. А ти што сакаш да бидеш кога си постар? Не знаеш? Не знаеш. Окей. Alex! No tiene nada, no tiene nada. Pozdrav makedonci.